Цената на јагнешкото месо во продавниците годинава ги руши сите рекорди, бидејќи таму каде што го има, таа достигнува и до 800 денари. Астрономската цена него го прави недостапно за граѓаните, а иако до Великден време има, граѓаните уште одсега знаат дека на трапезите за големиот празник ќе го немаат. Скапа е. Може ли секој да си го дозволи? Порано можеше, сега не може. Скапо е. Скапо е, не можеме да купиме. Нали не са пензиите? Никако не. Скапо ли е 800 денари? Како не е скапо? Скапо е. Може ли секој да си дозволи? Јас мислам не, јас никако. Затоа што толку не се примањата. Пензијски 14-15 или едва месеца го минеме, а камо ли јагнешко да купуваме. Зошто цената е толку висока и колку во моментов им се плаќа на сточарите? Јагнешката не сум го продавал како имам разбирано до 250 има спасано, а сега нешто намалено бил нека и кажува 220. Откупа сега почината дека од нова година се гледам купуват го трговците, знаеш ли? И сега за таа католички празник надеме да се качува нешто, ќе видиме па што ќе се качи. Споредено со откупната цена, продажната е повисока за повеќе од 300%, што е нејасно за сточарите, бидејќи сите досегашни пракси и пазарни правила не се почитуваат. Парите завршуваат кај сите, освен кај нив. Цената како што е сега не е добра, барам минимално да ја 300 динара. И она нема да плаќа маката, ама барам да ја 300 динара. Она да запуши рана, тоа е, значи што го намалува, тоа не се плаќа маката, а барам да ја 300 динара, 5 евра, барам да ја до некаде маката, значи не се плаќа тоа. За нив, но и за граѓаните останува мала надеж дека до Великден нешто ќе се промени, бидејќи овци и јагниња во земјава има се помалку.